Уште едно летно интересно видео кое се надевам ќе ви се допадне. Од вас очекувам како и секогаш лайк и посебно ако сте нови субскрайб. А сега да преидеме на видеото. Под ледените атмосфери на водород и хелиум на Нептун и Уран се наоѓа обвивка богата со вода, амонијак, метан и можеби нешто многу блескаво – диаманти. Научниците долго време се сомневаат дека скапоцени камења може да врнат од обвивката на овие ледени џинови кон цврстото јадро. Внатрешната структура на Нептун е слична на онаа на Уран. Во пониските делови од атмосферата има зголемени концентрации на метан, амонијак и вода. Притисокот и температурата се зголемуваат со длабочината, но температурата брзо ја надминува критичната точка и постепено преминува во суперкритична течност. Експертите веруваат дека се можни услови на длабочина од 7000 км каде што метанот се распаѓа во диамантски кристали кои потоа се спуштаат кон јадрото. Но, според новото истражување, внатрешноста на Уран можеби не е толку блескава како што се мислеше. Теоретските модели покажуваат дека идеалните услови за формирање диаманти може да се појават во Нептуновата мантија, но прашање е дали тие можат да се појават на Уран. Мистериозната внатрешност на ледените џинови. Ледените џинови се подвид на џиновски планети каде што, во споредба со гасните џинови како Јупитер и Сатурн, релативно голем дел од вкупната маса се состои од мраз. Нивната внатрешност се уште е мистерија, а научниците наведуваат дека со сигурност ќе знаеме дали врнат диаманти дури откако повторно ќе испратиме вселенски летала до надворешниот дел на сончевиот систем. По прелетувањето на Voyager 2 во 80-тите години, научниците забележале дека Нептун сјае со сопствената внатрешна топлина, додека Уран само ја враќа енергијата што ја добива од Сонцето. Оттогаш тие се обидуваат да откријат што точно ја предизвикува оваа разлика. Според новото истражување на научниците од Институт за наука и технологија во Австрија, одговорот можеби лежи во овој необичен диамантски дожд. Имено, при паѓање низ мантијата, овие скапоцени камења би можеле да ослободат гравитациона енергија во форма на топлина. Сличен принцип се случува кога астероидите согоруваат во нашата атмосфера. Метеоритите или диамантите создаваат триење кога минуваат низ медиумот, а ова триење создава топлина. Нерешена мистерија. Кога инженерот Бин-Кинг Ченг и нејзините колеги ја пресметале точката на замрзнување на јаглеродот во услови како оние на Нептун и Уран, откриле дека постои тесен опсек на температури и притисоци идеални за формирање диаманти. Во овие услови јаглеродот и водородот се одвојуваат еден од друг, при што јаглеродот се концентрира во течност богата со јаглерод која е совршена за формирање диаманти. Оваа концентрирана течност може да се замрзне и да формира дожд од диаманти. Ченг смета дека такви услови се можни на Нептун, но не толку на Уран, што би можело да објасни зошто Уран е потемен од неговиот роднина. Но, планетарниот научник Равид Хелет од Универзитетот во Цирих вели дека се уште немаме многу јасна представа за тоа што точно се случува внатре во ледените џинови. Човештвото само во една пригода ги погледнало одблизу, кога вселенското летало Voyager 2 прелетало покрај нив. Затоа Хелт верува дека вистината за дождот од диаманти ќе ја откриеме само кога повторно ќе го разгледаме надворешниот дел на сончевиот систем. Забава за сите, апсолутно најкул веб страна. Веб страна на која можете да се дружите, да запознавате нови пријателство, нови љубови. Отворајте ваши соби во кои вие и вашите пријатели можете да се дружите. Посетете не на следниот линк и бидете дел од нашето големо семејство.